Во новото издание на DigiPlus. Десетици илјади сајтови на WordPress заразени со нов малициозен софтвер. Ве водиме во премиум салонот на Анкоч. Наскоро ќе можете да гледате филмови на OLED телевизор во авион. Колку месечно активни корисници имаат најголемите социјални мрежи во Европа и кои се највисоко на листата најпопуларни? Во гейминг минутите доаѓа Sonic, игра базирана на Fall Guys. А овој викенд геймерите имаат прилика бесплатно да ја испробаат играта Cyberpunk 2077. Гледајте ме до самиот крај. Добре дојдовте. Ви најавам уште една неделна дружба во DigiPlus, во која и денеска ќе ги издвоиме за вас најинтересните новитети од дигиталните вести и иновации. Верувам дека ќе успееме да го задржиме вашето внимание на сите оние кои што се по дома пред ТВ екраните. Па не губиме време, почнуваме веднаш. На самиот старт, како и секогаш, со актуелна информација, овој пат за новиот малициозен софтвер, кој прави проблем на десетици илјади сајтови на платформата WordPress. WordPress е популарен систем за управување со содржина и платформа за градење веб страници. Тоа им овозможува на корисниците да креираат и управуваат со веб страници без да имаат големо знаење за кодирање или технички вештини. WordPress обезбедува кориснички интерфес со широк спектар на приспособливи теми, плагини и функции кои им овозможуваат на поединците, бизнисите и организациите да креираат веб страници за различни цели. WordPress може да креира блогови, лични веб страници, продавници за e-трговија, страници за портфолио, деловни веб страници и многу повеќе. Тој нуди робусен екосистем од теми и додатоци кои го возможуваат да го прилагодите изгледот и функционалноста на вашата веб страница за да одговараат на вашите специфични потреби. Севкупно WordPress стана една од најпопуларните и најшироко користените платформи за креирање веб страници, давајќи им можност на милиони поединци и бизниси да го воспостават своето онлайн присуство лесно и ефикасно. Малициозниот софтвер Sign1 ги инфицира веб локациите на WordPress и ги пренасочува посетителите на измами или ги бомбардира со реклами, предупредуваат истражувачите од Securi кои го открија малициозниот софтвер. Тие ги повикаа собствениците на веб страници да го ажурираат софтверот и да преземат итни мерки за заштита на нивните сајтови и посетители. Тактиката на малициозниот софтвер Sign1 го прави значајна закана. Злонамерниот софтвер генерира динамична URL адреса, што го отежнува безбедносниот софтвер да ги идентификува и блокира. Покрај тоа самиот код е заматен, што дополнително го попречува откривањето. Можеби најзагрижувачки е способноста на Sign1 да таргетира посетители или одредени веб локации, како што се популарните пребарувачи и платформите за социјални мрежи. Ова укажува на повисоко ниво на софистицираност, бидејќи им овозможува на напаѓачите да се фокусираат на корисниците за кои сметаат дека се поподложни на измама. Во извештајот на Securi се прецизира дека повеќе од 39.000 веб локации на WordPress се заразени со малициозен софтвер Sign1. Сега е вистинско време да ви ги презентирам можностите кои ги стекнувате како наши гледачи благодарение на соработката со нашите пријатели Анкоч. Само за вас, кои гледате DigiPlus и го скенирате QR кодот, кој што неколку пати во текот на емисијата ќе се појави на екранот, имате можност да освоите ваучер со попуст на 3 супер тренди производи. Да подсетиме дека скенирањето може да го направите или за време на емисијата додека се емитува на Телма, премиерата и репризата, или на нашиот канал на YouTube, но до среда. Следете DigiPlus, скенирајте го со вашиот мобилен телефон и може токму вашиот омилен производ ќе биде на супер попуст. А сега, кога сме кај Анкоч, ве водиме во нивниот премиум салон да видиме што се може да најдеме таму. Се наоѓаме во премиум салонот на Анкоч и разговараме со Ивица, менаџерот на Анкоч салоните. Ти благодарам што одвоивте време и што имаме можност да уживаме во сите овие иновации кои што ги нуди Анкоч во овој премиум салон. Благодарам што дојдовте и ќе ми биде чест да сте наши гости, затоа што имаме што да покажеме.
Така е, кога сме веќе кај она што може да го видат сите оние кои што ќе го посетат премиум салонот, отворен е за сите, само да споменеме, навистина ќе можат да уживаат во се она што значи најнова иновација и достигнување нели во технологијата. Најразлични теми и најразлични нешта. Така. Анкош Премиум е салон кој што го отворивме пред 4 години. Своевидно, ја би рекол и нескромно ќе кажам, беше трендсетер за тоа како треба да изгледа еден модерен, продолжен салон на IT опрема, имплементирајќи некои технологии кои што и ден денеска не се имплементирани во модерни, да речем, салони во нашата земја. Може да се најдат голем дел на гейминг производи, сместени во специјализиран дел, наречен гейминг рум, и аудио опрема, која што исто така е сместена во соба која што си е, да речеме, наменета за тој вид на опрема. Колку успевате да го следите трендот и се што е ново во светот да го најдеме овде во Анкоч? Пак ќе бидам нескромен, ќе кажам дека сме единствената голема компанија која што продава исклучиво и наменета за продажба исклучиво на IT опрема. Затоа и се трудиме и секогаш сме оние кои што ги поставуваат стандардите за тоа што треба да биде прво пријавено, тоест прикажано како производ, дали се работи за последна генерација на десктоп опрема, галантерија, мобилни уреди, аудио и се останато. Што го издвојува овој премиум салон на Анкоч од другите? Едноставно најголема палета на производи што може да се најде во нашата држава. Дел каде што самите клиенти ќе може лично да ги искусат или да имаат искуство со производот кој што сакаат да го купат, па дури да седнат на компјутер, да поиграат игри, дали тоа е волан, гейминг опрема, или пак да слушнат она што сакаат да го чујат од аудио опрема. Сега ми текна дека имаме дел кој што е наменет дури ако за клиентите кои што сакаат да си изградат сопствен PC на лице место. Значи имаме наменет дел кој што клиентот, ако нормално со асистенција на самите вработени, можат да склопат еден компјутерски систем со наша асистенција и сето тоа да му даде живот на нивниот нов компјутер. Да си го одберат оно што сакаат да го има нивниот нов PC, така ли? Ти благодарам многу и се гледаме набрзо затоа што овие новитети треба да бидат презентирани на нашите гледачи. Се надевам дека ќе имаме убава соработка и почесто ќе се гледаме. Нова иновација се најавува во авионите веќе кон крајот на оваа година. Наскоро, наместо да носите најразлични гаджети и уреди, ќе можете да гледате филмови, но и други интерактивни можности на OLED телевизор во авионот. Наместо како до сега на лоши екранчиња да ве болат очи. Значи работава е кому му е потребен простор за нозете кога ги имате 8,3 милиони пиксели пред вас. Еве зашто станува збор. Летањето со комерцијални авиокомпании денес може да биде многу поголема болка отколку што беше порано, но новата технологија ќе донесе одлично подобрување во еден дел од искуството – забавата во летот. Системите за забава за време на летот на брендот Astrova на Panasonic Avionics почнуваат да се појавуваат на комерцијални летови на одредени авиокомпании, ветувајќи 4K, HD резолуција телевизори и други карактеристики за задниот дел од седиштата, што би требало да бидат огромна надградба во однос на оние досегашни екрани што вообичаено ги гледаме за време на летот. Погледнете ги повеќето комерцијални авиокомпании денес и ќе најдете мал, страшен LED телевизор вграден во седиштето пред вас. Овие HD екрани се стандарден динамичен опсек, имаат ужасен контраст и слаби агли на гледање и не се доволно осветлени за да постигнат добро искуство за време кога се вклучени светлата од озгора. Astrova е името на Panasonic за систем за забава во летот кој има за цел драматично да ги подобри работите. OLED екраните имаат 4K резолуција и поддржуваат HDR+. Тие исто така имаат вградени две порти за полнење USB-C кои можат да се полнат до 100 вати и поддржуваат Bluetooth, така што можете да користите AirPods или популарните слушалки за преку уво VH1000 на Sony. Со сегашните системи треба да донесете адаптер за да се случи тоа, доколку е можно. Panasonic ги спои екраните со нови системи за LED осветлување во боја, кои имаат за цел да го направат тоа така што светлите светла во кабината не мора да се палат и да исчистат сликата. Воведувањето и инсталирањето на Astrova се очекува да биде кон крајот на оваа година.
Сега ќе се занимаваме со најголемите социјални мрежи и ќе анализираме колку месечни активни корисници имаат најпопуларните од нив и какви се предвидувањата за следните години. Под влијание на одредби од Законот за дигитални услуги на Европската Унија, најголемите социјални мрежи во светот ги објавија своите бројки на месечни активни корисници во државите на Унијата. Според досега објавените бројки, на првото место, како најпопуларна мрежа, се наметнува Facebook со околу 255 милиони месечно активни корисници. Веднаш зад Facebook се наоѓа нивната сестринска платформа Instagram со околу 250 милиони месечно активни корисници. Следни на листата се TikTok со околу 150 милиони месечно активни корисници во Европската Унија. Компанијата исто така објави дека има над 5000 вработени во десетици земји од европскиот континент. Платформата Snapchat се уште нема објавено прецизни податоци за бројот на нивните корисници во Европа, туку откри дека на глобално ниво има 750 милиони месечно активни корисници, од кои 150 милиони се во Соединетите Американски држави, а се проценува дека исто толку ги има и во Европа. На петото место на листата на најпопуларни социјални мрежи во Европа се наоѓа Twitter, односно X, со околу 100 милиони месечно активни корисници. Она што сакам посебно да го споделам со вашите гледачи во оваа емисија е последното истражување кое што го разгледуваме со студентите на Универзитет Скопје. Станува збор за истражување кое што го прави еден американски универзитет и вика дека неколку апликации посебно се на првите неколку места и некако се борат кој да го заземе тоа прво или второ место. Има различни толкувања на самото истражување затоа што бројките пак се тука некаде. Меѓутоа Facebook некако како апликација е најатрактивна и она која што го зазема сепак првото место и според истражувањето се вели дека и наредни 4 години Facebook ќе биде најатрактивна апликација за бизнис акаунти, но и за приватни акаунти на самата мрежа. Така што борбата е некаде околу второто место. Тука е WhatsApp апликацијата која што е најатрактивна во 180 држави според Статиста, така се вика, нели, истражувањето. И вика дека бизнис акаунтот на WhatsApp е најраспространет за разлика од според тоа како се персонализираат останатите работи, дека во поглед на тоа ако имаш свој профил, тогаш подобро е да го промовираш на Instagram, што значи дека тоа второ место некако ќе го делат WhatsApp и Instagram, убедливо трето место бидејќи во последно време, нели, подкастите се нешто што е актуелно и кај нас во нашата држава, меѓутоа и во светот, така што мислам дека YouTube ќе го заземе тоа добро трето место. Ова е само дел кој што ние секојдневно го анализираме, кои се светските трендови, за да може да го примениме кај нас и во нашата настава и во самата држава, бидејќи Универзитет Скопје доста посветува внимание на дигиталниот маркетинг, на тоа како ние ќе се представиме и колку ќе бидеме блиску до студентите сегашни или идни. Така што мислам дека и кај нас Facebook и Instagram се најпосетени со најмногу фоловери или најмногу следбеници. После тоа доаѓа нашиот акаунт на YouTube и исто така на Twitter и останатите други апликации. Кога сме кај социјалните мрежи, не заборавајте да не заследите на нашиот Instagram и TikTok профил DigiTV.mk и бидете во текст со сите нови информации, но и изненадување за сите вас. А доколку нешто пропуштивте, во целост можете да ги гледате сите наши емисии на нашиот YouTube канал DigiTV.mk. Додека вие лајкувате и прегледувате, време е за реклами, па се враќаме со супер игрици за вас. Бидете така. Еве не назад во Digi Plus, емисија за дигитални вести и иновации секоја недела на телевизија Телма. Продолжуваме со нашите гейминг минути и предлог игри за сите оние кои што се професионалци или аматери во геймингот. Наскоро доаѓа нова бесплатна игра за телефони од франшизата Sonic, па вистинско време е да се информираме кои се новитетите и информациите поврзани на оваа тема. Како што објави сајтот Insider Gaming, повикувајќи се на своји извори, наскоро би требало да видиме нова видеоигра од серијата Sonic. Ова игра моментално го носи кодното име Project Toys и најверојатно на крајот ќе се вика Sonic Toys Party или нешто слично. Истата треба да излезе ова лето и ќе биде многу слична на неверојатно популарната титула Fall Guys.
Во суштина Соник го добива третманот Battle Royale. Различни ликови од серијата се борат помеѓу себе преку 32 надпревари, додека само еден не остане за стои. Некои од надпреварите ќе бараат од играчите да се тркаат или да собираат прстени, додека некои едноставно ќе бараат од нив да преживеат до крајот на нивото. Имам уште еден предлог за вас, за кој не треба да чекате како за претходната. Ако сте во потрага по нова авантура и игра овој викенд, имате можност да пробате бесплатно да играте Cyberpunk 2077, без разлика дали сте преплатници или не. Еве ги деталите. CD Projekt Red им овозможува на корисниците на конзолите PlayStation 5 и Xbox серијата XS бесплатно да ја пробаат видеоиграта Cyberpunk 2077 овој викенд. Геймерите ќе можат да играат игрица до 5 часа до 1 април. Предплатниците на PlayStation Plus Premium ќе имаат 5 часа бесплатен пристап до основната игра, но и оние кои не се предплатници ќе можат да ја пробаат. За вештите играчи 5 часа може да бидат доволни да ја поминат клучната мисија Weeping Girl, близу крајот на првиот чин. Сепак тука приказната на вистина се отвара, па програмерите се надеваат дека ова ќе ги поттикне геймерите да ја купат игрицата. Како што е познато, Cyberpunk 2077 имаше катастрофално деби во 2020 година. Беше во толку лоша состојба што Sony го повлече од PlayStation Store и понуди враќање на парите. Сепак игрицата денес е во многу добра форма. Тука е и експанзијата Phantom Liberty, односно ажурирањето 2.0, која ремонтира некои од клучните системи. Во текот на овој викенд новопечените играчи ќе можат да пробаат се бесплатно. Excuse me, Madam President. Pill? It's going to be a long flight. No, thank you. I wouldn't be alive if it wasn't for you. Со последниот предлог завршуваме за денеска. Не пропуштајте да не следите на социјалните мрежи и сите ваши сугестии и предлози да ни ги пишувате таму. Заедно да го создадеме следното издание на DigiPlus со нови, актуелни и интересни содржини. Убав остаток од денот, поздрав до следната недела. Се гледаме!